сликата на албанската химна, химна на знамето е извадена од романска патриотска песна. На нашето знаме пишува Унија. Така се вика песната, компонирана од романецот Ципријан Порумбеску. Текстот е многу сличен до оригиналниот романски текст на авторот. Тоа значи дека химните се создадени за државите, а доколку и служиш на државата и на незината репрезентација, ќе ја пееш незината химна. Просто е како граф. И тоа сите спортисти во светот го знаат. Ако не пееше, не лапај само бенефиции, туку не доаѓај. Не доаѓај. Кого нема и без него се може. Не ти се пее химната у реду, ама не доаѓај, не ни играј за репрезентација. Многу е просто. Зашто доаѓаш тогаш да ја представуваш земјата за која играш, а не кеш химната да ја пееш? Бидејќи не постои играч од македонската репрезентација која зема топката во својот 16-сетник, дрибла 11 играчи и дава гол, па затоа има попуст да не ја пее химната, дека игра тако фудбал. Секој е заменлив, бе. И да си најголемат звезда, ако не си представник на својата земја, оди играј за друга земја, бе, тоа е твој избор. Никој не ти брани. Не може народот да те сака, да те воспева, да се продадеш за милионска сума, а да не знаеш јазик и да не ја пееш химната. Че тука се криви у фудбалската федерација, бе. Треба да ги казнуваат, додека не ја сите тие што не ја пеат химната, националната химна пред спортски настан. Тоа филозофиите на Касами и останатите, нели, влошки за кондури не ви се изговор, затоа што вие како спортисти секогаш вредите 100 пати повеќе од политичарите. И тој што ќе ви замери дека ја пеете химната, всушност ви е љубоморен. Би дал се да е на ваше место, да излезе на Вембли со своите 11 колеги од репрезентацијата и пред 80.000 или 100.000 гледачи да се свири неговата химна и тој да ја пее. Затоа не глумете лудило дека сте големи албанци ако не ја пеете македонската химна. Репрезентацијата и државата се светост. Спортистите остануваат пишани со златни букви ако се коректни и воспитани. Политичарите е познато е дека се говна. Народот плаќа карти, доаѓа на стадион да ве бодри и искрено ве сака. Политичарите со гратиси доаѓаат да се сликаат за да можат утре да го излажат истиот тој народ. Се сликале со вас, нели, поени политички пиар вама таму. Вие како спортисти сте со народот, затоа не ги слушајте, сите се бориме за една држава, се вика Македонија, кога ќе ни биде се надевам подобро, без овие, нели, апашки политички гарнитури. Толку треба да се знае. Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди. Останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинает на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинает на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинает на сите што не ми даваа, а поштено им барав. Заинает на несудените спонзори. Заинает на судиите кои се корумпирани, джандарите кои се неспособни, заинает на глумците кои чутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот, заинает на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели, заинает на сите и заинает на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум пиреј, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии, зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу и за жал не е веќе само шоу, туку е нешто многу посериозно. Почнуваме. Народе македонски,
Македонски, за какви идеи си ти? Дал го разбираш светов како поле за културен надпревар меѓу народите? Или го разбираш како гајда или кавал? Или како дудук? Како тебе, народе? Абе, Сашо, зошто си го нарекуваш народот дудук? Па не е коректно еден водител да го навредува својот народ, не е коректно, но понекогаш е неопходно. Народ што дозволил на секој 30 метри да има казино, кладилница или продавница за пари во својата држава, а да нема фабрики, е дудук народ. Народ што дозволува годишно да му се исцицаат милиарда евра од коцкарниците, кладилниците и продавниците за пари, не е дудук, ами дудук пар екселанс. Ако на тоа се додадат и преку 400 милиони евра пари од камати на банките, околу 300 милиони евра неплатени од извршители, јасно е дека јажето се стега околу вратот полекано здраво и прашање кога некој ќе го бутне столчето и ќе останеме да висиме ко колбаси. Еве вака да ве прашам, нели на се огледаме на американците како наши најголеми сојузници и пријатели? Нели? Па што мислите, дека американците се глупи кога дозволиле коцкање само во Лас Вегас и Атлантик Сити на 300 милиони народ? Глупи се. Па не можеле и тие да направат во секоја зграда казино и секоја сабајле наместо да одат на hard work, правец у казиното позади темни стакла. Влези у 7, излези у 5 поручек. И како што вели рекламата, кој игра, добива. Си дојдеш дома со добиеното, ама не кажуваш што добиваш. Дека добиваш еден така подолг. Па откако ќе ја потрошиш платата, следува за штедата, па кој ќе ја спичкаш за штедата, ги коцкаш парите од децата од мекици што ти се, нели, од родендени. Па кога и нив ќе ги прокоцкаш, се зајмиш кај пријатели, па кога ќе ги искоцкаш и тие пари, одиш право продавницата за пари за бескаматен кредит кој расте како квасец, и така се додека не ги продадеш колата, станот, златото од дома, не. Секој мора да учествува во таа златна милиарда, не се заебавајте, греота се тие фирми. Па гледате дека постојано се закануваат дека ќе ги отпуштале тие 12.000 вработени, дека тие се приходна индустрија, дека се многу важни за стопанството. Да ви кажам нешто, вие сте важни само за себе, своите газди и ајдуциве на власта. Утре да ги отпуштат сите 12.000 вработени, ќе се вработат во КАМ и други маркети и ќе земаат повисока плата. Во нормални смени нема да имаат работа со криминалци и коцкари, туку ќе се заебаваат со киселото млеко, дали му е помина дрокот, или со пензионерите, онака дали нешто е поевтиното од денар или два. Поборувачката за работна сила во Македонија е огромна, а и вашата индустрија не е производствена ниту трговска. Вие не создавате вредност, кажано капиталистички, вие не сте ни услуга, немате ни производ. Вие не сте игри за забава, тоа се игриве на PlayStation. Вие сте коцкарници во кои луѓето што изгубиле надежта од власта и државата се надеваат на малку среќа, притоа губејќи многу пари. Откако тоа ќе се случи, одат во продавницата за пари, да земат повторно пари со камата и да ги изгубат кај вас, губејќи онаа малку надеж што им преостанала. Ако кај вас се добиваше, вие немаше да работите, ќе затворевте, ама кај вас се губи, добива тука и тама некоја будала почетник, инаку како да објасниме онаа милиарда годишно што ви е официјална заработка. И тоа е еден магичен круг, коцкарници, кладилници и продавници за пари. И по некоја чора пара тука, сиротиња, што ситно да си купи 3 за 100 чорапи. Хајде сега да ве цитирам вас. Замислете дека сте татко и сабајле тргате пешки на училиште со своето дете по партизански и налетувате на коцкарница. Од неја излегуваат некои спиени типови, пеплосани во фаците, крв во очите, со празен поглед, туп. Демони излегуваат вака од нив. Демони! Со темни подочници во 7 часот, а малиот ваш ве прашува: татове, шо е ова, не сме учеле за ова на училиште? А тој му одговараш: види сине, ова од кај што излегуваат чичковците, едно прекрасно место каде што луѓето играат и добиваат пари. И се забавуваат, гледаш колку им е забавно, колку среќни излегува надвор, а тоа демоните вака овдека на рамења, вака им седат, вака.
А тогаш малиот ви вика, а чичковците тато добиле пари, сега ќе одат да ги однесат кај нивните деца. Нели, гледајќи ги чичковците како пребираат по джебовите за да најдат ситно за автобус, ти подголтнуваш и сега нема што да му кажеш на син ти, му велиш: сине, ајде да ти купам еден бурек со месо наму, а тој: не сакам бе тато, таму не е убав, земи ми од бурек чилницата кај кладилницата. Чути, викам, добре, барем бурек джијата останал до кладилницата. Аха, тикви шарени останал. Затворил ли тој бе? А од дуќанот го направиле продавница за пари. Дене, синко, ќе јадеш дури на ручек. Освен ако не сакаш пред да не викне мама на ручек, да пишеме по едно ливчеве Дзволе, Кецу, 2 Твенте, 2 од 2, 3 плюс. Мислам, со тие парите што требаше бурек да купим, бурек и така нема, продавницава затворена. А, сине, идеме. Јас сум Сашо Тасевски, а ова е Преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отварат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда. Освен оној Зеленски. Епа, драги мои пријатели, како што и се сомневав, една господја македонка ги разоткри нашите пратеници сите заедно околу притисокот да ги смениме пасошите во одвратната Северна. И зошто сите молчат како путка под кошулја? Еве што пишува господјата Драгана Спасевска и еве ги доказите од службен весник. Таа вели: почитувани македонци, чувствувам огромен револт и тежина за сите неправди кои ни се нанесени на македонците. Она што го барав, го дознав. Слободно одете на електронското издание на службен весник на Р Македонија и таму има стари бесплатни изданија. Ке влезете во годината 2021 во месец јуни и ќе го симнете изданието со број 122. Од 43-та страна натака ќе ги видите и прочитате членовите во кои се усвоени и изгласани измените со кои се носи следново: патните исправи и возачките дозволи со назив на Република Македонија имаат важност до 12 февруари 2024 година. Како и по дефолт, сите подмолни измени на контроверзни закони оваа лоша власт ги носи во лето. Мене ми беше сомнителен целиот овој молк на сите пратеници од сите политички партии кои имаат пратеници во собранието. Сите имаат одговорност на работното место да читаат закони и предложени измени на законите. Сите имаат задолжение да гласаат измени на законите. Сите, барем во најмала рака, се должни да го известат својот народ за вакви контроверзни измени на закони. Да напоменам, молчат пред својот народ кој ги гласал и ги избрал да бидат таму, да му служат на народот и да ги застапуваат правата на граѓаните. Сите, директно или индиректно, биле учесници во овие измени. Така да, народе мој, ова е донесено во 2021 година. 3 години штама. Нам повеќе не ни требаат глумци и џавкачи од типот на Апасиев, на кој му шлапкате со воскит колку бил храбар, и не само тој, ако почнам да набројувам, до утре ќе пишувам. Добри сцени, ефтини приказни, лаги до срце и коска, зборувам за сите. Собранието го претворија во театар во кој тие глумат, а ние сме публиката која час се смее, час плаче, час си го тинка, ако нема кого да напучи во моментот од нервоза, од бес. И допрва ќе плаче, да ви кажам. За сцени и глума се родени, а за дела се кријат под маса. Колачето го делат сите, ние плачеме и голтаме, зарем бе не ви е јасно дека сме препуштени самите на себе, дека кормилото го држат оние кои сакаат да не потонат ко Титаник? Ние сме срам за сите нас, за себе.
Седевме, јадевме, пиевме, спиевме пред тие злодела. Се правевме слепи и глуви. Ама да знаете, еден ден кога ќе плачат нашите деца и ќе бараат одговор од нас на прашањето: абе, вие, мамо, тато, бабо, дедо, што правевте, бе? Каде бевте, бе, тогаш, бе? Колачето го делат сите, а ние плачеме и голтаме. Тогаш ќе онемете пред нив и ќе го проколнувате денот кога безгрижно нели легачевте на секоја предавство, секоја промена против вашиот интерес додека ви ја распарчуваат татковината. А утре, хајде сите, тепајте се во ред пред МВР, немој случајно да ви текне да преземете нешто. Продолжете да легачите и да трчате пред избори само за гласови. Продолжете да гледате театар и подгответе се за денот кога ќе треба да дадете отчет пред вашите деца и идните поколенија. И немој да плачете кога ќе си одат од овде децата, зашто нив им оставивме измислена земја. Ничија земја. Земја без идентитет и име. Ние сме соучесници, отионемевме пред злото и пред сите неправди кои ни ги направија. А Христос, некогаш одамна, ни рече: пред злото не се молчи. Маестрално, Господја Спасевска, маестрално. Ама, за кого?